Почитувани, јавноста деновиве на дело гледа што значи враќањето назад, за кое постојано зборува извршителот Христијан Мицковски. Министерката во преодната влада Мизрахи, кадар на Никола Груевски и послушничка на Мицковски, го крши Уставот и го погазува историскиот договор од Преспа. Однесувањето на техничките министри и дополнителни заменици министри на ВМРО ДПМН ги проблематизира односите со соседите и прави директна штета на стратешките цели на нашата татковина, а тоа се членството во Европската Унија и во НАТО. Пристапувањето на функција, Мизрахи даде заклетва дека ќе го почитува Уставот и законите на Република Северна Македонија. Истата таа, Мизрахи нема проблем со уставното име кога треба да прими плата од буџетот на Република Северна Македонија. Но наводно има проблем кога треба да одработи за Мицковски и за Груевски. Мизрахи треба да знае дека низиниот мандат во оваа влада е во функција на организирање фер, слободни и демократски избори и ништо повеќе, а не да исполнува нечии агенти и нарачки на Мицковски, Груевски, кои што работат против ЕУ и НАТО. Договорот од Преспа го возможува нашето членство во НАТО и Европската Унија и секое негово загрозување е на директна штета на врвните национални интереси на државата и на сите граѓани. Без договорот од Преспа нема ниту ЕУ, нема ниту НАТО. Без договорот нема пристап до европски фондови, нема стабилност, нема нови инвестиции, нема подобар живот за сите граѓани и за младите. Има само изолација, несигурност и неизвестност. Со непочитувањето на договорот од Преспа, ВМРО ДПМН сака да ги загрози политичките и економските односи со Грција, да предизвика нови економски и политички блокади и да наврати децении назад во изолација и во нови неизвестни преговори. Но тоа, ние од СДСМ, граѓаните и сите демократски сили, кои што се на една страна, нема да го дозволат. Нема враќање назад, тој филм Мицковски нема да го гледа. Државата ќе продолжи напред кон полноправно членство во НАТО за непол месец и во членството во ЕУ. ВМРО ДПМН, Мизрахи, Мицковски и Груевски ќе доживеат нов пораз на овие антидржавни, антиевропски политики на 12 април. Граѓаните повторно ќе ги казнат овие политики на враќање назад и ќе потврдат дека сме на правиот пат, патот на прогресот, интеграцијата и на економскиот раст на државата. Граѓаните на 12 април ќе порачат режим никогаш повеќе. Благодарам.